Европската унија мора да се врати на критериумите од Копенхаген кои ги поставија условите за пристапување, коментира потпредседателот на опозицијската ВМРО-ДПМН Александар Николовски. Според него тие критериуми се применуваа за сите земји кои добија членство во Европската унија, а се чини дека во случајот со Македонија истите се заобиколуваат. Ние само бараме да бидеме третирани на ист начин како оние земји кои се приклучија порано или сега преговараат за нивна интеграција. Истите барања мора да важат и за нас како и за другите. Доколку се земат предвид тие критериуми, Македонија немаше да има никакви проблеми да напредува на својот пат кон Европската унија. Николовски го одбрани најавениот референдум како најдобар и најдемократски начин граѓаните да се изјаснат дали сакаат договорот со Бугарија да се поништи. Односите со Бугарија се едно од најважните прашања за земјата, поради што решивме да собираме потписи. Владата сосема наивно го прифати францускиот предлог, кој имаше за цел да го отстрани бугарското вето за блокирање на пристапните преговори. Како дел од решението, Скопје мора да го измени уставот на земјата и да му даде повеќе права на бугарското малцинство. Подпишувањето на договорот за добрососедство според Николовски и даде за право на Бугарија да изнесува низа барања, а дел од нив не беа и не се прифатливи за опозицијата. И наместо да донесе пријателство и добри односи или соработка, резултираше со вето. Сега, откако Бугарија ја крена рампата, Македонија повторно треба да постапи како што бараше источниот сосед. Првиот чекор би бил внесување на бугарите во уставот. Во интервјуто за новинската агенција, во фокусот била и енергетската криза во Македонија, за која Николовски смета дека е катастрофална и прстот го впери кон власта, која според него не направила доволно да ги ублажи последиците.